Здраво на сите, добре дојдовте во Фитера 10 од 10 подкаст во 9-та епизода. Јас сум Сара Александрова, дел од тимот на Фитера. Денеска заедно со мене е Ана Ристевска од Битола, од компанијата Јавен Смарт. Ана, добре дојде. Добре ви најдов, ви благодарам на поканата. Како сте? Добро, одлично се чувствувам тука во вашите простори. Драго ми е. Ана, вие сте добитник на проект од страна на Фитера. Така, да. Како се вика вашиот проект? Проектот со кој што аплициравме се вика Синергија, систем за паметно живење и работење. Може ли да ни кажеш малце повеќе за проектот? Така, значи, проектот се однесува за имплементација на смарт уреди, односно опрема со која што ќе обезбедиме смарт живење и смарт работење во домовите, но сепак и во деловните простори и јавните површини. Тоа значи дека секој онај кој што сака да заштеди електрична енергија, но сепак да работи безбедно и удобно, да може да се имплементира еден ваков систем и на тој начин значи да работи и живее ефикасно, но сепак и многу безбедно и удобно. Како дојдовте до таа идеја вие? Така, значи ние сме IT компанија, цело време во нашето работење истражуваме нови можности за раст и развој и се разбира цело време воведуваме некои иновативни решенија во вид на софтвери, во вид на платформи, но со овој проект сакавме да воведиме и некој друг дел каде што ќе имаме имплементација на соодветна опрема и се разбира таа опрема да можеме да ја имплементираме во најразлични простори, се со цел да дајме бенефит на целокупното општество и преку еден ваков систем кој што може да се имплементира да дајме придонес во нашата земја, односно да се живее и да се работи модерно. Така, ви беше ли тежок процесот при апликација? Дали имавте некои потешкоти? Можам да кажам дека имавме доста неуспешни обиди пред да го добиеме овој проект. Може би малце повеќе се научивме како треба да изгледа добро напишан проект. Упорноста се исплати. Така, се разбира. Не аплициравме стално со овој проект, овој можам да кажам дека беше последен проект и не беше пробан претходно, но сепак на минатите повици аплициравме со различни проекти, се коригиравме секој пат, значи каде сгрешивме, дури сами можам да кажам дека јас и мојот тим си ја наоѓавме грешката, зошто вака постапивме, зошто вака напишавме, па еве овој проект искрено беа коригирани изгледа сите грешки, ама имаше и одлична доза на иновативност, затоа и всушност беше добитен. Така, немаше моменти кога мислевте да се откажете, така? Не, во никој случај. Така, супер. А зашто конкретно вие ги користевте средствата? Средствата ги користевме за набавка на опрема, како што е спомнав смарт опремата, која што е имплементирана во нашите простории. И токму кај нас, значи во нашите простории е направен еден шоурум каде што клиентите можат да видат што значи смарт живење и смарт работење. Кажете ни малце повеќе за тој шоурум. Така, тој шоурум значи се наоѓа во две простори. Имаме смарт асистент, значи тоа е како мини роботче кој што му даваме најразлични команди и тоа ги извршува, но сепак не е значи цел овој систем само насочен кон смарт асистентот, туку е кон сите овие сензори, смарт уреди кои што се имплементирани во најразлични делови од нашите простори, на пример во ролетните, во телевизорите кога правиме презентација, најразлични сензори за движење, за осветлување, колку имаме сончева светлина, па ни се намалува капацитетот на кој што ни светат сијалиците, на тој начин заштедуваме. Ова е само 10% од цел систем, значи кој што го имаме имплементирано. Треба да се види, значи треба да се дојди за да се доживее всушност што представува тоа смарт работење и смарт функционирање. Така, а од денешен аспект како гледате на целиот тој процес? Од почеток до крај. За смарт системот, значи ќе кажам дека најчесто сите уреди кои што ги набавуваме, се смарт, може да се контролираат од апликација која што е дел од тој уред, но сепак ова ние што го нудиме е централизирано решение, односно се што ќе замислиме да можеме да контролираме од една единствена апликација. Така.
После овој успешен проект, дали би аплицирале повторно? Мислам дека да, искрено бевме и охрабрени од мониторинг тимот на ФИТАР-а, кога дојде значи да го прегледуваат целиот проект, искрено беа воодушевени од се што имаме имплементирано, и сами значи ни понудија слободно можете да аплицирате и на други повици, што се охрабривме и сега можам да кажам дека ги очекуваме следните повици, зошто да не, ако имаме некое иновативно решение, да аплицираме. Супер. Која е пораката што вие би им ја пренеле на идните предприемачи? Така, на младите? Би пренела прво доколку имат идеја, значи да ја преточат во проект, но сепак да бидат многу внимателни, сепак тој проект треба да биде издржан, да истражат добро на пазарот дали тој проект може да се комерцијализира и да внимаваат при пишувањето на апликацијата. Ако треба да побараат помош од фирми добитници, да побараат помош од консултанти, едноставно да бидат конкретни во пишувањето на апликацијата. Исто така би напоменала околу временскиот период, значи тој е многу битен, добро да ги испланираат активностите што ќе ги земат во секој квартал, бидејќи тоа е клучот за успешно завршен проект. Така. Ана, ти благодарам за денешното гостување. Ви посакуваме уште многу успешни проекти. Ви благодарам и вас, ми беше мило што сум тука. Ви благодарам и на вас. Во следната или последна епизода на ФИТАР 10 од 10 подкастот, гостинка е Моника од iReason од Скопје. Пријатно.